плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилуваат. Мир вам. Ја озвучуваме оваа книга, Театарски источник, издадена 2018 година од едицијата Крвта Исусова на Театар Скрб и утеха, 30 Божи лета театарски битки, враќањето на Светиот Дух во атерот на театарот, значи за 30 годишнината на возобновувањето на театарот Скрб и утеха, за да се види со какви се ние не сме се расправале цензури во македонската култура. 224 страна, при крај сме веќе. Полтронизам и идолопоклонство. Ете сум во М за КК и Дз. Минаат Дионисусовите слави, нема ни договор, ниту сума, ниту аванс за истите. Значи тоа почна како театарски маратон, мина у Гриновска. Потоа стана Дионисови слави, па Дионисусови слави и на крајот дојдовме до армакедонски слави. Значи нешто што ја слави македонската култура и се разбира второто Христово пришествие, на кое доаѓаа македонците од Бугарија, од Егејска, Пиринска, Албанска Македонија, од сите страни од светот. И тие ги укинаа тие средства, зошто се дознае, например, го променија името, идентитетот го продаваат. Мина цела недела, но ете дознавам кој ми бил во комисија за театар, затоа нема премиера. Пред тоа беше еден, сега е друг, трет, внукот на В. Сега таа, Господ нека не крепи. Се луѓе кои се сакаат само себе си во уметноста, без да го спознаат Бога. Никој не врши контрола врз нив или само се параван, завеса, за да се зацкријат самите со нивната темноина. Партиските одливи на пари на лојалните им. Држава која сама си ги цензурира даруваните луѓе од Бога не оди, не врви по Христовата светлина. Има една стара позната Христова вистина, по делата ќе ги познаете. Фала ти Господи Исусе Христе, театарот Скрб и утеха има многу дела. Од една страна се гради и се татковинољупците, од друга страна се потиснуваат луѓето кои се работиле и работат подолготрајно и повеќе од нив во живите слова и дела на богодаруваната македонска култура. Или полтронизам и идолопоклонство кон властите. А ние и понатаму ќе го славиме Христа и македонската култура по волјата на Таткото Небесен. Полтронизам и партиски туризам. 225 страна, градетели и цензори. Ете ме со гостите на Дионисусовите слави во Музеот на македонска борба. Секогаш нашите македонци од сите 4 страни на македонската поделба се спотнати кога ќе ја видат музејската постановка. Македонија е голема духовна драма, битка меѓу светлината и темноината, меѓу Исуса и сатаната. И ете кустосот спомна за луѓето кои го посетувале дека убаво се живеело во Југославија. А тој подвлекува дека економски да, се живеело економски, но историски македонците биле поробени. И јас ете ги подсетувам дека по известно време, исто кога ќе се зборува за времето на владењето на едната или другата партија, како за историски и економски состојби, денес и понатаму ќе бидат како градители и цензори. Да, се градеше, но на театарот Скрб и утеха не му се дозволуваше да создава културно-духовни дела колку што дарувал Господ. И не само нему, колку за подсетување. Или зашто ништо не е скриено што ќе биде откриено, или што е направено тајно, а да не излезе на видео. Марко 4:22. Тоа е за градителите и цензорите ни, нашите. Државкава ни е театар. 227 страна се озвучува оваа книга, издадена 2018 лето Исусово, за 30 годишнината на театар Скрб и утеха, сега сме 2024. Ете препорака да ги пуштам од час студентите затоа што играат во драмски од директорот на драмски. Тој истиот батка ми беше член на комисија за театар, а еве 4 години не добивам театарска премиера, сетна и мој поранешен студент, чишто Вујко можно е да е лидер духовен на Јен Народец. Не побараа од мене да ги пуштам студентите од часовите туку од Д ми А.
А за што служи тој? Кој? На кого мислиш, писателу мој? На директорот или на Д, Ми или В, Им, Брех, тоа го нарекува во една драма. Се фини луѓе, Милмо и Лебеду, а никако да фатат корен. А сепак уметничкиот директор во Драмски театар е актер, мој студент кој играше со театар Скрби и утеха. Исто така и член на комисија во МИНЗК. Дојде време поранешните студенти на ФДУ да извршуваат цензура, се за да се остане на власт. Врз народецот им, а потоа ми велат министерката, таа ми вели комисијата. Ја префрлаат вината едните на друзите, слузите на власта, не баре една драма од Бранислав Нушич кој е од нашите краишта, и јас Терија Поповиќ исто така, ми велат македонците од Вршац. Целата ситуација прилега на Брехт и Нушич. Драма излезена од сцената. Побегната во нашиот велми и во вашиот живот. Државкава ни е театар. Лажен, без сила и страст и љубов кон Бога. За слава на партијата. Наместо за слава на Бог и македонската култура. 229 страна, ја озвучуваме оваа книга, издадена за 30 години Скрби и утеха 2018. На изборите ДДВ за полтронизам и слепило. На изборите моите колеги од театарот, простум пред политичарите, построени на политичката сцена на митинзите на партиите, ете директори на театри и друзи слузи на световните владетели. Карагјози и кловнови, дворски шутови и начмичи, синхронизатори на власта. Потоа истите ќе си наплатат за својот труд од проектите на Министерството за култура, а ние ќе ги гледаме и би требало да им аминуваме и ракоплескаме. Баво, 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 без Р. Чудна ми ти култура, да не речам некултура или партиска ми ти култура. Убави мои културолози, не бидува така држава, не бидува култура, не бидува ништо. Тоа е феудализам и ждановизам по Мајаковски. Сте слушнале за него. Не е кандидат во некоја изборна единица. Даруван човек од Бог да и служи на вистината. Ете зошто, мил мој драмски актеру, чедо Божјо, за тебе нема премиери, баа ги ми ти години. Тоа е данокот на примитивизмот, полтронството, на партинските митинговци. И тоа е поентата, да се плаќа ДДВ на полтронизмот и лојалноста кон власта. Да се правиш слеп и да викаш ура, заними. Полтроните напред, друзите стои. Или кој има уши ке чуе, кој има очи ке види, кој има срце ке разбере. Според Исуса Христа и Исаија, а тоа е за ДД овците, е шпанско село, не е серија. Избришаа се, гостувавме со театарот во Сандански Масомиште Кремен ке македонците во Пиринска Македонија. Одиме до 3 пати и после одобрија скромна сума за малкумина. Наплаќа ДДВ за полтронизам и слепило. 231 страна, за кнезот на лагата, ја озвучуваме оваа книга, театарски источник. По 7 години пост ни одобрија премиера, а втора година ни ги укинуваат македонските слави. Лицемерие е тоа, пријатели мои, македонци мои. Велми се работи за сума од 300.000 денари годишно, околу 5.000 евра, за да дојдат македонците со својата култура еднаш годишно во матичната татковина. Целата сума одеше за сместување на 50 на македонци од секаде, од Егејско, Пиринско, Албанско, Српско и другаде, леле другаде. Немаме татковина освен горе на небесата кај Отецот Исуса Христа. Да не се лажеме дека сме македонци со власта која и гради и кради, која милионски суми вложи во камени паметници, во мртва култура, без мерка, дека претера, а во исто време укинува се што не е од нивната партиска состојба. Посебно пиринците им се трн во окото. Но Господ ќе им суди еден ден, ако водачот е темен, го води народот во гибел и проклество. Тоа е, браќа мои, сотрудници мои, армакедонци мои. Следната 2017 ја намалија сумата за театарска премиера на 250.000 денари. Само една споредба за режија во театар пред договор се подпишува на 185.000 денари. Само за режија, а нам ни даваат за цела представа 250.000 денари.
во мојата и Божја Македонија. Земја и народ запишани од самиот Бог Отец во неговата света драма, Светото писмо, Библијата, која не се брише. Со крадење и владење нема да стигнеме до никаде. Беззначајни се делата за македонската култура, кои сте ги дале. Единствено е важно себефалењето и владењето. Питер Брук би рекол да изставиме тркалце на вистината и кажи ми лаги. А отец на лагата е паднатиот Сатана. Што понатаму да ви кажувам, македонци мои, кога самите ја знаете состојбата во нашата земја, производ на живење без силата на Бог Отецот и неговиот син Исус Христос, рака под рака со кнезот на лагата и мамона. 233 за македонската платформа. На министерката и пишав со цитат од Светото писмо да не станете борци против Бога. За цензурата врз театарот скрби утеха и дојде до момент да ја апсат од опозицијата која се готвеше да дојде на власт. На улиците се дадоа протести за тиранската платформа и ете ги платениците патриоти дојдоа да одработат кој каква награда добил, така се редеа. Партиски патриоти, а нам ни удираат сатар в синца велми 10 години поред. И ми се јавуваат да кажам дума, ги одбив. Требаше да им речам кога вашата министерка смрштеница, таа што после си го сликаше прстот за да ја продаде татковината, ќе ми се извини за 10 годишната цензура мене и на македонците во Пиринско, Егејско, Албанско и пошироко, кога ќе ми ги врати средствата со кои ме украде мене и македонската национална култура, тогаш ќе кажам дума. Сепак бев во крива паланка и дадов слово за нашата земја. Каков апсурд! Представите кои министерката ги цензурираше сега прилегаат на улицата Пророчки театар. Тоа и беше скрби утеха за слава на Бог Отецот во име на Исуса Христа. Ке дојде нова постава во Министерство ВИНЗК, наскоро ќе видиме дали промената е суштинска или е само партиска. Дали е качи се слези, излези, влези, етети го на театар. Како што игравме во една представа со нашиот македонски театар скрби утеха. Ќе видиме дали тоа ќе биде за македонска платформа или за тиранско, албанско, болгарско, грчко, НАТО и прудолу. Воендекот огнен не баре зајачка чорба не сторил. Маловерникот кукурајко лжот кога го донесоа интелектуалците фрлајки боја, како мали деца по улиците. У побарав помош на новиот министер за гостување во Пиринско, тој се појави на парадата на гордоста. Но не. Содома и Гомора. Дали ќе се појави како помагаш на македонците во Пиринско, каде 10 години не сме добиле гостување од страна на МИНЗК, наскоро ќе видиме. Не помогна. За каква платформа не спремаат? Премиерот им се умилкува на нашите соседи кои не признаваат дека существуваме и не се покајале за крвавите им раце со крвта на македонците. За каква платформа не спремаат? За содомско-гоморска платформа или за... Не! И ги јадат доматите. Христова македонска платформа според Светото писмо и заповедта дадена од него за нас. Нашата платформа е пишаниот Божји збор во Светото писмо, каде не именувал самиот Создател како македонци. Амин. Само ако ви слезам, мали кученца ми кршат доматите. Кој се нервира таму во Свети Николе? После представата во СН на еден приватен факултет, синот на собственикот на објектот или на факултетот, не знам, Господ знае, токму тој, синот на собственикот, се изнервирал, сакал да се качи, да ја прекине представата. Во неја го има Христос и Македонија, тоа ли го изнервирало? Потоа почна да хули на Светото писмо, на Новиот Завет, не издржав, му одсекав строго думи дека Исус е жив, потоа се молев за него. Факултетот се именува Државин, според рускиот академик. Токму тој вели дека јазикот на Свети Кирил и Методија од Солунско можеме да го именуваме како македонски. А синот имаше гнев на собственикот на објектот, нељубов, само проколнување, отпор кон се што е македонско. Потоа минаа 3 месеци универзитетот кој е организатор на фестивалот каде игравме, не ги исплаќаше патните трошоци за гостување на театар скрби, дека сума од 3000 денари.
околу 50 евра. Ако така постапува универзитет, ако синот се уште се лути од македонците, каква ќе ни биде завршната драма кога сите ќе излеземе на сцената пред Господа? Велми беше договорено да играме и само да го покријат патот. Или зборови во лага и нељубов кон себе си. А тоа е живење без Бог и љубовта. Завршниот опит е кој се нервира таму испровоциран соблазнет од Исус Христос и Македонија. Во СН. А ние со мирот Исусов врвиме по него. Не исплатија по 6 месеци, откако 3 пати им препраќав писма и фактури, слава ти Господи Исусе Христе. Армакедонските слави и чпиуните. Ете сме 3 лета господови на Кремен кај Костадин Штранков и неговото боголюбиво семејство. Пиринска Македонија. Таму се случуваат 23-тите, 24-тите, 25-тите, 26-тите армакедонски слави. Пред параклисот на Свети Петар, после свештеникот, глаголиме со братот Страшко Милошевски духовни и македонски текстови од нашите представи. Оваа година и свештеникот ни честита, и тој е македонец, само мора да внимава. Море Пиринско. Годинава слава ти Христос е 2017, останав неколку дена сами со братот Стојан Ѓоргиев, првиот председател на Омоилинден Пирин, се расшетавме низ македонските краишта и снимивме материјал за тоа како е создадено Омоилинден и понатаму Омоилинден Пирин. За тоа кој ја забрани и подели партијата и кои се шпиуните. Ете ги двамина јудини синови кои те продаваат за 30 на сребреници, ЈК и БК. Според изјавите на повеќемина македонци од Пирин, тие се предавниците на самите себе и своите браќа, македонци, исто како и политичарите, водачите. Бего таму! Само ако ви дојдам! Нели треба да се љуби ближниот како самиот себе си, првата Божја заповед, но тоа со Господ напред врвиме понатаму. Ете, такви се состојбите со армакедонските слави. Само ако ти дојдам, и шпиуните. Како вели Исус, 239 страна. Бевме во Пиринско, снимав документарни сведоштва за македонците кои биле по болгарските комунистички затвори. Настанот го поттикнаа двамина македонци од Лондон и го помогнаа. Слава му на Христа. Во Сандански се појави на местото на снимање и шпиунот ЈК. Потоа опитав кој го викнал, ги опитав од Омоилинден Пирин. Не ми дадоа некој поконкретен одговор упатените. Тој во еден момент ми вели дека ќе ми го земат материјалот што го снимам на границата. Јас му одговорив дека ако се случи тоа, кога ќе се вратам во РМ, ќе отидам на собирот на бугарска драма на театарскиот фестивал Свети Јоаким Осоговски во Крива Паланка и ќе направам скандал. Му реков дека му служам на Бог. Потоа, така отпатуваат тие думи во нечии срца. Пишано е, и со срцата да разберат, и да се покајат, и да ги исцелам. Така вели мојот Бог Исус. Се снимија и измонтираа материјалите за македонците кои биле по болгарските затвори за време на комунизмот. Само затоа што Господ ги именувал и создал како македонци. Слава ти, Татко Небесен. Како вели Исус. Молете се за оние кои ве навредуваат и гонат. Амин. И победи го злото со добро. И сетне, и покрај снимените сведоштва и затворите, болгарите тврдат дека нема македонци. Тоа доаѓа како пореметена свест. Гледа дека има, а вели дека нема. Или кои се тие македонци по затворите. 241 страница. Театарски источник. Се менуваат министри, доаѓаат владетели на нашата света од Бог дарувана земја. И така врвиме со Господ напред. Преживеавме една политичка постава со 7 години недавање средства за театарска премиера, укинување на армакедонските слави, им посметали Бог и македонската култура. Добро прашање, со новите ќе видиме со Господ напред. Од новите ништо не видно. Ние славиме 30 години откако се возобнови театарот Скрбијуте како и прерасна по Божја волја во културен центар, каде продукцијата Дион сега преминувана во Свети Дух има преку и 400 документарни приказни, денеска преку 1000, 2024, учесници на 15 на меѓународни фестивали,
каде едицијата Лициум денес крвта има преку 30 книги, преводи, драми, мислам дека има сега преку 40-50. И театарот ни со кој биеме битки против темноините и цензурата врз македонството. Ако има овде бројки, 39, значи 40 има околу 50. Во Светото писмо се вели дека ако е нешто од луѓе, ќе пропадне. А ако е од Бог, ќе се додржи и ќе премине во духовна сила и светлина. Ете сме, слава ти, Татко Небесен, 30 лета, Господови, играме за Твојата слава и за македонскиот театар. Не чека со представата Патот со колегата Страшко Милошевски, како и со екипата Игор Стојановски, Дејан Петковски, гостување во Пиринско, каде се случуваат 26-тите армакедонски слави. Не чека гостување во Канели, Италија, тоа го откажаа наеднаш. Кај македонската заедница таму со Господ напред, врвиме понатаму. Одамна сум им простил на сите. Исус вели, простете и ќе ви биде простено. Дај Боже да дојдат нормални, боголюбиви луѓе, владетели, кои ќе ја вратат Македонија, македонската култура во Господовата преградка, наместо во партиската им. Крадењето е Јуда Искариотски. Не заборавајте, тој крадеше од касата, потоа за 30 евреници го продаде Исуса Христа. Така ќе биде и со овие нашиве. Крадат од касата и ја продаваат Македонија и сите нас. Потоа Јуда се обеси со тие пари, ја купија грнчаровата нива, за да се погребуваат сиромаси. Македонија е избран источник, било русло од Бог Отецот. Нашиот сооднос на љубов меѓу себе и љубов со Него е условеноста како врвиме во земново време во неговата драма на животот и смртта. Македонци мои. Христови благослови, мир вам. И ова е последното, тука завршува книгата, утре ќе читам некои други работи. Шарената ЛГБЦија или платените рушители. Последната вест македонската земја во годишната програма на Минзак, кога славиме 30 годишнина од возобнувањето на театар Скрби утеха. Не ни одобрија ниту едно нешто, ниту представа за театарот, ниту книга за театарот, ниту армакедонските слави, кои требаше да се случуваат по 26 пат. Рамно 10 години не сум добил авторска книга, тоа бројка стана до 17. Четврта година како се укинати се македонските армакедонски слави, а театарот и темите кои ги играме не им одговараат на партиските сатански слуги на злото во македонскава Исусова земја. На министерот и тајфата, кои добро ме знаат, помили се они од ЛГБТ заедницата од македонците. Македонската култура на нивните слави се појави лично тој, а нам ни гоускратија правото да бидеме дел од Македонија и македонците. Тие башибозуци со нивниот авантурист, кои слепо не води кон распродажба, сквернавење и распнување, се загнале да не онадат до дрт. Викаа дека замениле режим, а нас се претворија во концентрационен логор на масоните и сатанас. Што и се случува на македонската култура? Гонење на Духот Божи, апсење уметници и цензура, последица на живење без Бог и Исус Христос, бегај од Македонија сатано во името на Исус. Ете тоа е последицата на живењето без Бог Отецот, која ја сеќава врз себе сиот македонски народ и сите останати. Потребна е ни е сила Исусова од озгора за да се додржиме и да издржиме како македонци и синови Божии. Или нужно ни е пред се враќање на Светиот Дух во атерот на театарот.